вторник, 14 март, кратки вести во 12 часот. Јавното претпријатие Охридски комуналет целосно го презеде стопанисувањето со депонијата Буково, со што на годишно ниво заштедуваме 50 до 60.000 евра, вели за Супер радио градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Од 2005 година на годишно ниво оваа активност ја чинела општината и јавното претпријатие помеѓу 50 и 60.000 евра на годишно ниво. Пецаков додаде дека со набавката на булдожерот повеќе нема да има надворешни субјекти кои ќе стопанисуваат со депонијата во смисла да ја одржуваат, туку тоа ќе го прави самото претпријатие и нема да се акумулираат дополнителни трошоци. Новото мартовско усогласување на пензиите ќе изнесува 8,4%, информираат од Министерството за труд и социјална политика. За пресметката на усогласувањето на пензиите се зема растот на трошоците на живот и растот на просечната плата, а се прави во март и септември. Со мартовското усогласување просечната пензија од 17.666 ќе се зголеми на 19.150 денари. В сабота во рамки на четвртфиналните средби од ракометниот куп на Македонија гладиаторите гостуваат кај актуелниот македонски шампион Вардар. Ако ја повториме играта од последниот надпревар кој го игравме со Вардар на домашен терен, се надевам дека и ние ќе имаме свои шанси и дека достојно ќе се представиме, вели крилниот играч Крстејан Доровски. Победникот ќе вкрсти со подобриот од дуелот меѓу јуниор Кисела Вода и Скопје. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб јужен ветер, максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.